Премиерот Христијан Мицкоски од Брисел порача дека државата треба да биде оценувана според реалните постигнувања, а не според билатерални прашања. Обраќајќи се на самитот за Европската унија за Западен Балкан, тој истакна дека Македонија одамна ги заслужила своето место и еднаков третман во европското семејство. Мицкоски нагласи дека реформите и напорите на граѓаните мора да бидат признаени, додавајќи дека европската перспектива на регионот треба да се темели на јасни и фер критериуми. Председателот на СДС, Венко Филипче, од Брисел побара поддршка од европските институции за, како што рече, одбрана на демократијата и слободата во Македонија. Во изјава, Филипче нагласи дека борбата за демократски вредности бара заедничко дејствување со Европа. Истовремено, на Facebook обвини дека се подготвува предавничко сценарио, дека се вршат закани и притисоци и дека власта, според него, шири лажни вести за да го замолчи СДС. Филипче порача дека партијата ќе продолжи, како што рече, по патот на правдата. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција од ноќеска спроведува акција на повеќе локации во Скопје и Куманово, поради сомнение за кривични дела од финансиско-економска природа. Акцијата се реализира во координација со Одделот за сузбивање организиран и сериозен криминал при Бирото за јавна безбедност на Министерството за внатрешни работи. За сега институциите не соопштуваат детали. Според неофицијални информации објавени во дел од медиумите, приведени се неколку лица, меѓу кои и Бујар Дардишта, поранешен директор на управата за водење матични книги и кадар на ДУИ. Информацијата ја потврдил министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Државниот завод за ревизија објави извештај со сериозни наоди за работењето на Министерството за економија и труд за 2024 година. Ревизорите утврдиле дека поради застарување на прекршочни постапки, во буџетот не се слеале над 2 милиони евра, а запирани се повеќе од 1500 предмети. Извештајот посочува и целосен колапс на информатико-технолошкиот систем, по хакерски напад, при што биле изгубени податоци. Констатирани се и неправилности во лиценцирањето на угостителски објекти и нереализиран договор за оградување на фотоволтаични централи, вреден над 420.000 евра. Министерството за јавна администрација денеска ја промовираше унапредената IT, алатка за следење на примената на стратегијата за реформа на јавната администрација. На настанот говореа министерот Горан Минчев и директорката на РЕСПА, Маја Ханџиска Трендафилова. Минчев истакна дека реформата на администрацијата е директна реформа на државата и предуслов за поквалитетни услуги за граѓаните. Од Министерството нагласија дека алатката ќе придонесе за поголема ефикасност, транспарентност и дигитализација на процесите. На промоцијата присуствуваше и министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини соопшти дека државата ја гради енергетската политика системски, преку закони, институции и конкретни проекти. На состанокот на енергетската заедница, таа истакна дека новиот закон за енергетика ја приближува Македонија кон европскиот пазар на електрична енергија, додека ревидираниот национален енергетски и климатски план за периодот 2025-2030 е во финална фаза. Посочено беше и дека МЕПСО е веќе дел од единствената европска платформа за аукции на прекугранични преносни капацитети. Се подготвува преносен проект за европските листи, а гасниот интерконектор со Грција е започнат, со засилени активности и со Србија. Сериозни инциденти ја одбележаа денешната пленарна седница на Албанското собрание, уште пред нејзиното формално отворање. Пратеници од опозицијата се судрија со собраниското обезбедување, при што беа употребени и пиротехнички средства. Дел од опозицијските пратеници се обидоа да ги заземат местата на министрите, а неколкумина беа исклучени од седницата. И покрај тензиите и физичките пресметки, во салата беше положена заклетва на новиот народен правобранител Ендри Шабани. Во меѓувреме, пред зградата на собранието избувна пожар, при што беа запалени оптички кабли за телевизиски пренос. Група граѓани денеска одржаа протест пред зградата на Бугарската народна банка во Софија, изразувајќи противење на воведувањето на еврото. Собирот беше организиран од Сдруженијето Дојран 2025 и беше уредно пријавен во градската општина. Демонстрантите носеа транспаренти со пораки против еврото и барања за директна демократија преку референдуми. Сообраќајот во реонот се одвиваше непречено, додека на терен беше забележливо засилено полициско присуство. Белгија нема да преземе самостоен ризик за заем за Украина со користење на замрзнатите руски средства, изјави белгискиот премиер Барт де Вебе. Тој во парламентот во Брисел порача дека Белгија ќе се согласи само доколку ризиците бидат целосно споделени меѓу земите членки на Европската унија. Според него, досегашните предлози на Европската комисија не нудат доволни гаранции, особено поради можни арбитражни спорови. Во Европската унија се замрзнати околу 210 милиарди евра руски средства, од кои најголемиот дел се чуваат во белгиски Евроклеар, а прашањето е тема на денешниот самит на Европската унија.
Соединетите Американски држави одобрија продажба на воена опрема за Тајван во вредност од околу 11,1 милиарда долари, со цел за јакнување на одбранбените капацитети на островот. Агенцијата за одбранбена безбедносна соработка на САД соопшти дека пакетот вклучува ракетни системи HIMARS, самоодни хаубици, како и напредна комуникациска и софтверска опрема. Според Вашингтон, продажбата ќе ја подобри способноста на Тајван за самоодбрана и ќе придонесе за стабилност во регионот. Потегот се очекува да предизвика остри реакции од Кина, која остро се противи на воената соработка меѓу САД и Тајван. Кина денеска ги повика Соединетите Американски држави веднаш да го прекинат, како што оцени опасниот чин на вооружување на Тајван по одобрувањето на американски воен пакет. Портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи, Гуо Џијакун, изјави дека одлуката на Вашингтон грубо го крши принципот на една Кина и сериозно го загрозува мирот и стабилноста во тајванскиот теснец. 3 забрани и збогум на возачката дозвола. Пратениците ги изгласаа законските измени со кои од 1 февруари целосно стартува системот Безбеден град. Најновите правила ги опфаќаат законите за сообраќај, возила, полиција и санкции, а во најава се измените во кривичниот законник. Најстрогата мерка. Возачот што 3 пати во рок од 4 години ќе добие првосилна забрана за управување со возилото од иста категорија, ќе остане без возачка дозвола. Судот ќе му ја одземе дозволата, а сторителот на прекршокот нема да смее повторно да полага возачки испит најмалку 1 година. Сообраќајниот прекршок ќе пристигнува директно кај возачот преку SMS или имејл со фотографија како доказ. Ако платите во првите 8 дена, ќе платите половина казна. Но исто така, ако не го ажурирате телефонскиот број или имејлот, следува глоба од 100 евра. Се воведува и толеранција при мерење брзина, забрана за возење под дејство на алкохол и други и се уредуваат нови зони со смирен сообраќај, зона 30 и зона училиште. За тешки сообраќајни кривични дела судот ќе може да му го одземе и возилото, а предвидени се и затворски казни. Во повеќето европски држави ваквите казни постојат, но таму законот се спроведува без исклучоци, без селективна правда и без телефонски повици. Кај нас прашањето не е дали казните се драконски, туку дали државата конечно има капацитет да ги спроведе еднакво за сите, зашто без доследна примена и најстрогиот закон останува уште една добра мера на хартија.